Бројот од писмата на Драган Мијалковски верувам дека многумина го имаат завртено за да проверат со кого ќе се слушнат, но јас ќе ви кажам дека почнува алфа ординација. Нашите телефонски броеви на кои што вие можете денеска да се јавите и да поставите прашања ќе бидат испишани на екраните и секако можете, како и секоја друга емисија досега, да поставите прашања. Денешната тема е повреди и скршеници. Ќе ја разработиме со доктор Михајло Ивановски, хирург, травматолог од ортопедија и травматологија од болницата Аџи Бадем Систина. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Ова е тема која што верувам дека ќе имате можност да им објасните на нашите гледачи се што е врзано со повредите и скршениците. Вие тоа и го работите секојдневно. Јас еве како воведно прашање во денешната тема би сакала да им дадеме неколку информации на нашите гледачи од што е составена коската, за да можеме потоа да ја кршиме и да кажеме како се третира скршеницата. Така. Да, тема повреди скршеници 24/7 365 дена во годината. Така тоа се случува, ние што работиме со тоа знаеме дека така, за жал, нели? Се случува, мора да се помага кога се помага. Да, коските се составен дел од човечкото тело, се кршливи, како поминува времето, нели, со возраста од најмалата возраст кон по доцнежните години различна е кршливоста. Составот на коската не би должеле многу, нели, составен од периост, спонгиоден дел кој што ја исхранува коската, периостот е цврстиот дел, има крвни садови, има све што треба да има за да функционира нормално. Има различни коски во човечкото тело, од долги коски, значи мали спонгиодни ковчиња, нели, сите тие си имаат свој удел во функционирањето нормално. Има зглобови кои што се составен дел на човечкото тело, кои што, нели, коските на крај завршуваат со зглобови каде што функционираат понатаму нашето тело, нашиот организам. Рековме дека се кршливи не само коските и останатите делови, дали се тоа се работи за делови околу зглобот, дали се работи на делови кои што се не го зафаќаат зглобот, сепак се работи за повреди на коските. Фрактура е практично скршена коска. Коската може да биде скршена на многу начини, еве да кажеме типови на скршеници. Да, многу често се случува еден денеска, нели, кога ќе дојдат пациенти да прашат се, докторе, мене ми е скршена коската или напукната коската, нели? Фрактура е фрактура. Да, постои терминот фисура кој што се поретко се користи, се изфрла во употреба. Значи кога се работи за скршеница, се работи за фрактура и тука нема дилема. Поради типот на фрактурата, значи скршеницата, таа може да биде дислоцирана, недислоцирана, да биде зглобна или метафизна или диафизна, односно во одреден дел на коската, дали се работи значи за средниот дел на коската, дисталниот, проксималниот или зглобниот дел од коската. Понатаму како подтипови кои што, нели, ги постои дали ќе биде таа спирална, дали ќе биде таа попречна, дали ќе биде трансверзна. Значи тоа се подтипови кои што, нели, не би ги замарале гледачите. Меѓутоа сето тоа не е нас битно за да го одредиме понатамошниот третман. Сепак типовите на фрактура се различни и различно се третираат. За тоа ќе разговараме понатаму. Одреден број на фрактури се третираат конзервативно, одреден број мора да се решаваат хируршки. Доколку се работи за диафиза на коската, односно средишниот дел на коската има еден проблем, доколку се работи за зглобен дел, каде што, значи, делот од коската кој што учествува во зглобување со наредната коска, исто така друг проблем. Подтиповите, пак ќе кажам, не се толку битни, колку што е битно дека коската е скршена, а понатаму докторот, хирургот си одредува што понатаму со таа скршеница, таа фрактура. Добро, ние во алфа ординација, нели, низ разговорите им даваме информации на луѓето за да на некој начин и ги едуцираме, и тоа е едукативен дел во емисијата, затоа јас еве ви поставувам и такви прашања, па ќе ве прашам според вас травматолозите која е најтешка скршеница? Не да ги исплашиме гледачите, туку да кажеме која е најкомплексна еве. Видете, во принцип секоја скршеница, секоја фрактура си има своја тежина. Тука покрај скршеницата, нели, има многу фактори. Фактор пациент, фактор возраст на пациент, претходна мобилност, подвижност, активност и сето тоа, така да тоа е одредува фактички комплексноста на фрактурата.
тука во дел ќе спомнеме и за тоа дека можеби повеќе од една коска се скрши, нели? Разговараме за мултитраума, кога се зафатени повеќе коски во човечкото тело, што исто така е комплексна работа и бара комплексен третман. Ке спомнем и за политраума, доста чест термин кај нас травматолозите во овој период од годината. Под политраума се подразбира значи повреда на повеќе од еден систем. Да, тука имаме скршеница на било која коска, плюс зафаќање на друг систем. Дали тоа ќе биде бели дрови, дали ќе биде глава, дали ќе биде абдомен, тоа се веќе комплексни мултидисциплинарни, мултиоргански повреди. Го спомнав овој период затоа што тоа ни се случува сега во овој период. Имаме многу сообраќајки, многу раздвиженост, многу за жал мотори кои што се возат и каде што настануваат овие повреди. Ќе ги спомнам и паѓањето од висина кои што се чести во текот на целата година, меѓутоа во овој период повеќе се занимаваме со car accidents, односно со сообраќајни незгоди каде што за жал имаме такви повреди. Така да комплексноста на една фрактура ја одредуваат многу фактори и многу фактори треба да се земат во предвид за да одредиме што понатаму. Нели? Понекогаш ние травматолозите се бавиме со life saving procedures, односно процедури кои што го спасуваат животот, па потоа размислуваме коската дали ќе ја решиме или не ја решиме. На крајот на крајшта коската може да не зарасне, треба да ја спасиме пред главата на пациентот. Многу побитни работи треба да одлучиме, па на крај да решаваме коската, пошто коската може во второ време да зарасне ако треба. Второстепен проблем во таква комплексна ситуација, нели? Така да изборот на третманот е доста во тие ситуации, нели? Ние пациентите мислиме во зима кога ќе падне снег, мраз, тогаш имате најмногу работа, бидејќи паѓаат многу луѓе, но еве ново сознание. Сообраќајните незгоди се случуваат во текот на целата година, па така повеќето размислуваат, меѓутоа знаете кога ќе падне снег и кога ќе замрзнат улиците, на телевизија се вика дека е замрзнато и многу малку луѓето излегуваат само кога морат и кога излегуваат паѓаат, се пазат да не паднат. Внимателни се. И тука ќе спомнеме зимно време имаме почесто тоа се возрастни луѓе. Значи кога ќе кажам возрастни луѓе, разговараме за популација над 55, над 60 годишта, кога е доволно мала травма за фрактура. Односно, тогаш имаме еден тип на повреди. Доволно е кај возрастните луѓе да паднат нели од столче, па кршат колка, кршат радиус дистален и тогаш разговараме за low energy травма, односно фрактури со помала настанати поради помала енергија, кои што се еден тип на проблем. Веќе навлегуваме во еден друг подтип гериатриска травма. Додека пак летно време мотори возат млади луѓе, сообраќајки прават млади луѓе, каде што е потребно high energy травма, односно е потребна голем механизам, значи голема енергија за да настане фрактура. Не е исто да се скрши коска на 20-30 годишен човек, 60-70-80 годишен човек, затоа што различен е механизмот на повредување, што го одредува најпред типот на повредата, комплексноста на целата повреда, што понатаму го одредува начинот на третман. Така да, зимно време паѓаат луѓето на мразот, ама пазат, они не излегуваат пошто знаат дека има мраз. А летно време, убаво време за да прошетаме маси, нели? Така е размислување. Сега, бидејќи ги спомнавте возрастите, морам да ве прашам, велат колку години имаш, толку денови во гипс ногата, раката што дае. Точно ли е тоа? Па, зависи од годините. Значи, генерално имобилизацијата, доколку фрактурата, скршеницата се третира, односно одлуката на хирургот да се третира конзервативно со имобилизација, за нас тоа е конзервативно. Сепак имобилизацијата трае меѓу 4 до 8 недели, најчесто тоа се 5 до 6 недели, во кој што период се очекува да почне да зараснува коската, за да потоа со соодветен период на рехабилитација и физикална терапија, таа фрактура, односно тој калусот е нели начин на зараснување на коската, зре и станува функционална коската. Така да ако некој се најде во тој период од 4 до 6 недели временски, тие се годините, меѓутоа за целосна рехабилитација сепак се потребни плюс минус 2, 3, 4 месеци. Кога ќе кажам со потполна рехабилитација, размислувам на потполно враќање во нормално функционирање. Оно што одел на пазар пред да ја скрши ногата или раката, ќе му требаат 3 до 4 месеци за повторно оди на пазар, нели, по зараснување на таа коска. Дали тоа ќе биде со имобилизација или со операција, нели, тоа ќе разговараме. Така, добро. Спомнавте сообраќајните незгоди како причина за скршениците. Ајде да кажеме други причини кои се не, тоа се да речам надворешни фактори. Така. Тоа се надворешни фактори кај младата популација, затоа што кај младата популација со пад од метар
метариполување најчесто не се крши коска, доколку не е тоа специфичен пат. Ќе спомнеме тука за возрастната популација, за остеопорозата, тоа е еден од внатрешни фактори каде што густината на коската е многу помега и се многу помали трауми за настанување на тие фрактури. Кога разговараме за остеопоротични фрактури, понекогаш најчесто тоа се фрактури на рбетот на пршлените, кога и собствената тежина е доволна да настане таа остеопоротична фрактура. Нема ни механизам на повредување, нема пат, а едноставно пршленските тела колабираат. Тоа се тип на остеопоротични фрактури кои што исто треба соодветно се третираат. Тоа се тие внатрешни фактори. Што се случува со коската кога е причината е остеопороза? Грубо народски кажано, густината на самата коска се намалува. Коската не е велимо остеопоротична, едноставно ранлива, кршлива и таа без било каква травма едноставно колабира и се крши. А да не разговараме дека доколку најчесто возрастни луѓе паѓаат во када на лизгав пот. Па да речеме и од столчево каде што ние седиме, не знаете да настане фрактура на колк или. Дури и ако нема остеопороза пациентот? Видете, не. Најчесто е потребно да има остеопороза или некое друго, понекогаш системско заболување или нешто што ги ослабува коските, па за да настане тие low energy травма сепак. Да се скрши коска кај еден, да речеме, средни години човек 50-тина, сепак потребна е травма, потребно да падне, да се удри, за да настане таа повреда, фрактура, скршеница. Како причина може ли да кажеме дека е прекумерната употреба на... Да, може да кажеме и overuse синдромот, значи тоа е прекумерна употреба дека доведува до повреди скршеници. Многу почесто кога разговараме за overuse страдаат тетивите и зглобовите, затоа што тие се тие што ги преоптеретувам, иако не е исклучено и скршеницата како нели еден тип на overuse повред. Може тоа да ни го објасните што значи прекумерна Да, употреба? прекумерно оптеретување, значи како пример, преку пример ќе го објасниме, ќе споменам за пример стрес фрактурата. Значи стрес фрактура е настаната како резултат на континуиран стрес. Најчесто настанува на стопалото, на петата метатарзална коска, која што како резултат на континуирано оптеретување се случува. Се случува кај луѓе што идат на долги маршови, значи војниците уште од старо време се случувало, се случува и кај професионални спортисти во денешно време, како резултат на континуирано скокање, рипање, трчање, неправилна подлога, неправилен избор на соодветна спортска опрема, настануваат такви стрес фрактури. Тоа би било еден дел на overuse синдром. Не само стопалото, знае тибијата, значи подколената коска да се скрши како резултат на overuse синдром. Конкретно во моментов има повреден, независно не спомнувам име, кошаркар кој што има таков тип на повреда. Млад, здрав, прав човек кој што му се случило едноставно како резултат на прекумерно оптеретување. Во овие причини за скршеници можеме ли да ги сместиме и како фактор професијата? Луѓе кои што постојано се на нозе, да речеме фризери, продавачи, возачите кои што иако седат, дел од нивните коски се постојано под, како велите вие, стрес. Така, може да се каже така, затоа што сепак ризикот на професијата си носи одредени проблеми кои што настануваат. Луѓе кои што се постојано на нога се подложни на тие стрес фрактури како резултат на прекумерно оптеретување. Луѓе кои што седат исто така страда кичмата, пак ќе спомнам многу почесто страдаат другите мекоткивните делови, составен дел на локомоторниот систем, меѓутоа не се исклучени ни коските. Сепак кај луѓе кои што седат страда кичмата, страдат зглобовите, страда раскавицата во зглобовите која што е составен дел на локомоторниот систем, не е коска. И е составен дел од коската. Без раскавица зглобот не функционира. Така. Пак ќе ги спомнам спортистите. Нивните колена не се исто потрошени како на административен работник кој што работи на компјутер. Од друга страна, административниот работник кој што работи на компјутер, устрадаат шаките и тие злобчини, така да секоја професија си носи ризик. Така. Може би е чудно ако прашам симптоми кои се, но сепак и за скршениците постојат симптоми. Да. За скршениците постојат симптоми, тие се јасно видливи, воочливи кога се работи за една сериозна фрактура, да речеме. Доволно е да видите човек на улица кој што е паднат, кој што се жали на многу јака болка, па да претпоставите дека има нешто скршено. Доколку го видите механизмот на повредување, односно падот, ќе ви стане уште појасно доколку сте во тој дел. Меѓутоа, кога ќе видите дека конкретно екстремитетот кој што е повреден не може да го движи и е во една принудена положба, деформиран или не,
се едни од јасните клинички знаци за повреди за фрактура. Самиот момент дека функциолезе, односно неможност да функционира тој екстремит е податок дека коската е скршена. Хематом, видлива рана или евентуално кога отворени фрактури видлив дел од коската надвор од кожата, тоа се па сигурни знаци нели за фрактура. Сето тоа се моменти кои што клинички даваат точен податок за кој тип на фрактура. Тоа е составен дел од дијагнозата, која што понатаму се добива точна дијагноза со соодветно рентгенолошко испитување. Дали тоа ќе биде обична рентгенска снимка, дали ќе биде компјутерска снимка, дали ќе биде магнетна резонанца. Рентгенската снимка во голем процент е сосема доволно за да се добие точна дијагноза и соодветна препорака за понатамошен третман. Кај некој тип на повреди, најчесто тоа се зглобните повреди или повреди на спонгиозните коски, тоа се малите ковчиња на стопалата и дланките, каде што е потребно да се направи соодветна компјутерска томографија за да се добие соодветна 3D представа колку фрагменти се, какви фрагменти се, затоа што кога зборуваме за зглобните повреди, сепак тој зглоб треба идеално да се реконструира за да функционира, не може да штрчи една коска. Кога зборуваме за диафиза на долгите коски, односно тоа е долгиот дел од коската, и да не го наместите идеално збориме. Кај третманот ќе зарасне, ќе настане калус, коската ќе зарасне. Коската е орган кој што зараснува без лузни, значи без оживици. После соодветно време таа се ремоделира и функционира без никаква лузна. Така да дијагностиката, пошто нели навлегувавме во тој дел, би била на тој начин клиничка слика која што јасно дава слика што понатаму, рентгенолошко испитување, па понатаму третман. Отокот и модринката можат ли да бидат симптоми за фрактура? Да, можат, поготово кај малите коски, кога нели нема убедливи знаци, нели зборуваме за дланката, стопалото, каде што и најобичен удар од маса, знае некој да ја пукне коската, меѓутоа нели, тоа не е така болно, поминува после некој време, коската не е дислоцирана, не е изместена, има модринка, има оток, што се знаци за фрактура, па дури болка. Болка без збор, поготово нели при прегледот на палпација, кога ќе допре тоа стварно е болно. Тоа се повреди кои што мора да ги додијагностицирате со соодветна снимка, за да нели поставите соодветен тип на имобилизација, пошто најчесто тоа се фрактури кои што не бараат оперативен третман затоа што и не даваат таква клиничка слика. Постои едно нешто што сите ние го знаеме, а како очевидци на сообраќајна незгода не треба повредениот да го поместуваме, бидејќи не знаеме дали има повреди на рабетот. Може ли неколку информации околу тоа да ни дадете како смерници како да постапиме еве како очевидци во сообраќајна незгода, кога зборуваме нели за симптомите? Да, нели, тоа важи и меѓу луѓето, кога ќе видиш човек на улица повреден паднат, ако не знаеш што му е, подобро него чепка и него поместува од дурните. Па во принцип да, доколку сепак проценката е дека човекот кој што лежи, повредениот кој што лежи е стабилен, односно комуникативен и вакво, значи подобро да се почека соодветно стручно лице, бидејќи некоја навидум банална повреда може да ја искомплицираме. Конкретно рабетот тука стварно знае да страда, значи доколку се работи некој тип на фрактура која што е недислоцирана, односно неизместена, без никакви невролошки испади, никакви симптоми, со самиот погрешен поток, нели, грубо кажам, да пробате да го земете во раце, да го прекршите човекот, ќе направите поголем проблем отколку да го ставите да лежи, па да дое соодветна екипа да го мобилизира и транспортира соодветно. Така да понекогаш да, не понекогаш, него во поголем број од случаите држи тоа дека треба да се почека. Доколку оној што дојде прв на местото е, да, знае како да помогне безбор. Треба да се помогне. Да. Добро, тоа се екипите на Црвениот крст кои што Па да. Добро, ајде да го чуеме гледачот кој што ни се јавува. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам прашање до докторот. Да, ве слушаме. Вака сега, пред 2 недели паднав од точак. Првиот ден кога отидовме таму ми кажа дека е површинска повреда и ми рекоа следниот ден на контрола да отидам. Кога отидов следниот ден ми кажа дека сомневаат во причината од левата страна на коленото, на коската, и ми ја савија во лонгета. Последна недела ми извадија лонгетата, само ми е бандажирана со завој, јас ти поред да ставам гладни облоги, меѓутоа имам страшен оток на скочниот зглоб, на прсите, на целото стопало и нагоре на коленото. А повредата на коленото? Смеам да прашам така? Повредата на коленото, да. А сега отечен скочниот зглоб? Отечен скочниот зглоб и коленото се уште има оток. А болка во коленото?
Имам, да, мало. А падот На беше пригазање, така, падот беше директно на коленото? директно на коленото. А, Во принцип рентгенот би требало да даде точна информација дали е, дали не е скршена Два пати ми правеа рентген, првиот пат се покажа, се сомневаше докторката во некоја скршеница на фрактура на коската, пукнатина, како да кажам, не знам, ја затоа што она не знаеше да ми објасни точно за што се работи. И сега следниот пат кога бевме последна недела на контрола ми викаа дека некој нерв тука поминувал, па сега најверојатно тој нерв потицка нешто, не знам. Да, поминува таму нерв, меѓутоа доколку се работи за скршеница, за фрактура, треба да се добие точна диагноза. Значи доколку рентгенот не секогаш најде да ни даде точна информација, треба да се направи дополнително испитување типот на компјутер или евентуално магнет. Доколку сепак се работи за пукнатина, ќе треба ногата да стои имобилизирана, а во другиот случај може да се работи за мекотхизма повреда, поради тој оток да имате болка која што треба да се повлече во некој догледно Еве, време. веќе една, скоро 2 недели сум веќе во ваква состојба. Една недела сум како што ми извадена лонгетата, само бандажирана ногата, меѓутоа отокот си стои цело време. Сега, бидејќи треба утре да одам на контрола, не знам дали да отидам ден порано, затоа што стварно ме плаши отокот. Од сега до момент до утре немам ништо драматично да се смени, така да контролата се едно дали ќе направите денеска или утре, меѓутоа треба да се направи контрола, и ако стварно не иде подобро, треба да се добие точна диагноза, да се знае што понатаму. Отокот на крајот на краиштата не мора да е од коската, може да е од меките структури, кои што исто така, за кои што исто така има начин да се дојде до точна диагноза и понатаму да се истретираат соодветно. Така. Ви благодарам многу. Благодарам на прашањето. Спомнавте напукнување. Напукнувањето не е скршеница. Па, не е скршеница. Напукнувањето е скршеница. Значи, во новата терминологија фрактура е фрактура. Значи, фисура, се реков, кажа, се помалку се користи. Коската, кога ќе напукне, е скршена. Така да ние травматолозија третираме како фрактура скршеница. Напукнување, допукнување, препукнување, не. Значи, тоа е фрактура дислоцирана или недислоцирана со еден куп подтипови кои што нели не би требало воопшто да ги интересира да ги замараме гледачите, меѓутоа сепак напукнатина е фрактура. Фрактура е скршеница, така да Добро, нема полесно потешко кога станува збор за скршеница или фрактура на, да речам, кога зборуваме за обична скршеница, не од оние комплексните кои што ги споменавте, третманот е соодветен и за едното и за другото. Значи дури и да е напукната коската, нели, народски кажам Така, напукнато, значи тоа кога ќе се точно утврди, таа нога мора да биде имобилизирана. Да, не треба да биде оперирана, нога, рака се не треба да оперирана, меѓутоа мора да е соодветно имобилизирана. Не мора и секогаш да биде тоа гипс. Сега има еден куп помагала кои што понекогаш и го заменуваат гипсот. Значи одредени зглобни повреди, фрактури, не треба кај нив не треба да се оптеретува, меѓутоа е дозволена флексија и обратно. Така да има имобилизации кои што ќе имобилизираат соодветно ногата, раката, екстремитетот, свеедно. Меѓутоа, дали е напукната, дали е скршена, дали е фрактурирана, ногата треба да биде имобилизирана соодветно. Така, добро. Го слушаме следниот гледач, повелете. На линија ли? На линија сте, добар ден. Добар ден. Ајде да ве чуеме. Сакам доктор да го прашам, имам скршена злоб. Правена операција до нова година, сега 3 години. Злобот ми е укочен, ногата ме боли и имам некои шилци што ме многу болат целата нога и не можем да одам уште. Дали после операцијата соодветна физикална терапија, рехабилитација, бања, свето тоа е поминато? Да, беше на бања, беше на исто на терапија беше, ништо не ми помогна, не можем од 10 метри повише да одам. Да спомагало све. Значи, се работи за зглобна повреда, понекогаш, значи, спомнавме во зглобот, рскавицата во зглобот, кога се оштетија, најверојатно е оштетена од самата фрактура, тоа дава дополнителни проблеми, тегоби и болки. Треба соодветно да се третира со физикална или терапија или евентуално некои вежби, а инаку зошто е тоа тачно се вака не можам да ви кажам, меѓутоа треба да се види, најверојатно се работи за таков тип на повреда кој што кој ќе се земе во предвид, повторно ќе кажам, возраст, сите тие работи треба да се стави на. Јас сакам да ве прашам, во делот за дијагностицирање спомнавте рентген.
Прво, колку пати во колкав период може пациентот да оди на рентген, а да биде безопасно за него, и може ли во сите тие рентгенски прегледи да се направи превид, да не се види нешто што е аномалија, да се пропушти? Да. За потоа да има други компликации, кршење повторно на коската? Значи, околу безбедноста на рентгенското зрачење, во принцип, поготово денешните новите рентгенски апарати се софистицирани, немаат зрачење, че они зрачат точно на полето, каде што треба да се види, така да е безбедно, без збори е безбедно. Значи може да се повторува? Може да се види конкретно да речеме, еве, ќе земеме една фрактура на дистален радиус, по старата номенклатура радиолокотипико. Значи таа фрактура се слика еднаш да се диагностицира, се мести, се слика после репозиција да се види каква е позицијата. После недела дена се слика да се види дали стои задоволително, после 3 недели повторно се слика да се види до кај е процесот на зараснување и после 5 недели, 5 до 6 недели пред да започне процесот на физикална терапија се слика повторно. Значи правиме до 4 рентгенски снимки во рок од 5-6 недели, што е значи протокол кој што нели не сме го измислили ние, го пишува во книга, кој што протокол функционира со години. Така да е безбеден. Тие пациенти после тоа функционираат без никаков проблем. Значи чисто како податок, да тоа е ризик на нашата професија, ние за време на оперативниот зафат работиме под рентген, па да чукнеме ударот функционираме. Така да безбедно тоа зрачење не е така како што нели луѓето пациенти го мислат сега ќе се сликам и кој знае колку зрачење. Понекогаш се споредува нели со космичкото зрачење кој што. Да, компјутерската томографија има многу повеќе зрачења и не се препорачува да се прави многу често. Затоа и има индикации кога се прави компјутерска томографија. Од друга страна па магнетна резонанца нема никакво зрачење. Че магнетна резонанца е апсолутно безбедна метода. Така да тоа може да го правите секој ден, секој втор ден, нели, според индикациите. Така да околу зрачењето мислам дека подобро да се слика да не се превиди отколку да не се слика за да не се зрачиме. А околу превидот, значи рентгенската снимка дава податок за состојбата на коската. И во најголем број од случаите се гледа скршеницата, фрактурата тука, доколку е нешто нејасно, може да се направи, односно се прави компјутерска снимка каде што не би требало да има дилема, или е скршено или не е скршено. Има делови коски во човечкото тело кои што, пак е тоа се спонгизите коски, кои што понекогаш и на магнет треба да се додиагностицираат, меѓутоа сето тоа е врзано со клиничката слика. Се прави една рентгенска снимка која што заедно со прегледот клинички дава точен податок, доколку после 7 до 14 дена, нели, како што имавме случај кај гледачката, не оди работа на подобро, не бива, тогаш би се препорачало соодветно до диагностицирање за да не се пропушти. Затоа што ако после 7 дена дели на рентгенот видиме дека не е скршено, имобилизирано, и после 7 дена функционира подобро и подобро, тогаш да, таа е диагнозата. Ако нешто не ни е јасно и не е подобро, тогаш вреди да се додиагностицира повредата. Добро, да го чуеме следниот гледач. Добар ден и за вас. Ало, добар ден. Повелете. Ќе бидам многу кратка, само ќе прашам. Имам 69 години и од пред 2 години ми се појави болка во левиот колк, која што се движеше од надворешната страна до долу до глуждот. Отидов на лекар, ги направив што ми рекоа сите прегледи. Остеопороза немам, тумор маркери правев, наградата снимање, се исклучено, немам ништо. Сакам да го прашам докторот. Сум мака пешачам, сум тип што пешачам, меѓутоа, дали за коксатроза, тоа е почеток ми рекоа на коксатроза, дали е добро пешачење или фиксен точак и какво е неговото мислење за ЦХ алфа, едни ампули кои што се пијат колагенски со витамин С. Ете толку да прашам. Значи за коксартрозата, за почетна коксартроза, умерени активности се препорачуваат, значи да не е тоа претерано, да, пешачење во некои нормални, да не биде планинарење или што е знам, долго шитење, меѓутоа се препорачува движење, се препорачува и физикална терапија, додека не дое моментот да таа коксартроза веќе не може да се издржи, треба да се третира хируршки. Во однос на препаратот за пиење, јас во принцип сите препарати што ги има на пазарот што се со тип на колаген или хиалуронска киселина и сведно, може да помогнат. Значи не може да одмогнат, ако ќе помогнат се тоа е индивидуално. Пошто сепак ја генерално сум хирург, јас сум поише присталица за малку поагресивен третман, инекции, боцкање и тие работи во самите зглобови за да помогнат. Добро. Но не го одбивате и ова. Не го одбивам, апсолутно, значи, реков, значи, со така гаранција не може да одмогнат. А дали ќе помогнат, нели, сепак тоа е индивидуално.
Добро, вреди да се проба. Вреди да се проба без збор. Добро, ајде да го погледнеме блокот реклами, па се враќаме во Алфа Ординација. Се враќаме во Алфа Ординација, повреди и скршеници е темата за денеска. Доктор Михајло Ивановски, хирург, травматолог од болницата Аџибадем Систина е заедно со нас. Стигнавме до делот како ги третирате скршениците. Да, дојдовме до делот кога треба да работиме нешто и ние. Да, откако Докторите на дело. Да, откако нели ќе дојдеме до соодветната дијагноза, како што спомнавме пред малку, треба да избереме соодветен третман. Спомнавме дека изборот на третман е, како и самата повреда, комплексна работа, значи треба да се земат многу фактори во предвид. Дали тоа ќе биде конзервативен тип на третман, каде што се подразбира имобилизација и мирување, или ќе биде малце поагресивен, односно оперативен третман. Разговараме за, ние тоа стручно кажано, остеосинтеза, односно фиксирање на самата коска, на самата повреда, на самата фрактура, или во одреден број на случаи поставување на протези, односно менување на зглоба. Зошто е изборот комплексна работа? Затоа што треба да ги земеме сите фактори, почнувајќи од факторот пациент, каде што треба да се разгледа возраст, активности, претходни активности што пациентот понатаму очекува во животот, понатаму фактор скршеница, односно тип на фрактура, и понатаму значи периодот на рехабилитација, односно периодот во кој што пациентот очекува да се врати во нормално функционирање. Кај помладите луѓе, каде што имаме фрактура која што според нашата номенклатура, според нашите искуства, треба да се решава хируршки, тука немаме дилеми. Значи треба да се оперира, зашто тој млад човек треба да се врати на нормално функционирање што е можно побрзо. Значи тука немаме дилеми. Од друга страна има фрактури кои што може да поминат и со гипс, може да се оперираат, и фрактури кои што би требало да поминат со имобилизација. Оние што се за имобилизација се за имобилизација, 4 до 6 недели. Гипс или било кој тип на имобилизација, понатаму соодветна рехабилитација, ќе разговараме за низа потоа, и повторно враќање нормално во функција. Оние фрактури кои што се ни таму ниво на граница, сепак тука пресудна е факторот пациент. Значи конкретно пак повторно преку пример најпласично, значи има фрактури кои што би заразнале без никакви проблеми со имобилизација. Меѓутоа кога се работи за млад активен човек, кога се работи за спортист, професионалец кој што треба што побрзо да се врати на нормално функционирање, тогаш разговараме за оперативен третман. Ние со самата операција нема да го забрзаме периодот на зараснување коската. Нема коската да зарасне за 2 недели. Меѓутоа со самото тоа што коската е фиксирана, фрактурата е стабилна, го намалуваме период на рехабилитација. Односно, веќе после периодот 10 до 14 дена веќе започнуваме со рана рехабилитација. Движење, зајакнување на тетивите, на мускулите. Она што, значи фактички добиваме 4 недели на рехабилитација и пациентот го враќаме многу побрзо во нормално функционирање. Земете, значи рачунете, ако вие треба раката да држите 6 недели во гипс, после 6 недели сите тетиви, сите мускули се буквално стопени и треба од нула да почне рехабилитацијата. Кај фрактура која што е оперирана, раката после 2 недели веќе функционира, пациентот сам јаде, пие, ја користи, така да почнуваме со рехабилитацијата од едно повисоко ниво и побрзо го враќаме пациентот во нормално функционирање. Кога разговараме за чика и помлади луѓе. Кога разговараме кај повозрастните пациенти, спомнав гериатриска травма. Тука ќе ве прекинам, простете, имаме гледач. Ќе памтиме каде сме застанале. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до докторо, до емисијата. Јас имам 64 години. Добро. И имам на нозете, прстите ми се вкочанува. Прстите, па негде околу 3 години. Ама на лекар не сум била, сега почна и на рацете прстите да ми се вкочанува. Че ми се вкочанат исто како кречкога ногата 4 пати, прстите надолу че ми се наведнат или нагоре и негде по 5-6 минути че ми се ослободат. И имам јаки болки. А до сега не сум била на лекар, а еве тоа ми е случено околу 3 години. Со тој проблем се соочувам, а не сум била на лекар и го молам докторо нешто за совет. Значи, малите зглобови на прстите и на рацете и на носите се зглобови кои што се составени
од структури кои што ги прават движењата мазни и глатки по ке помладата популација. Со текот на годините тие злобови се трошат, таа раскавица се троши, доаѓа до нарушување на нивната функција. Исто така тука сите тивите кои што со текот на времето губат својот еластичитет, губат од својата еластичитет, од својата хидратација и настануваат тие проблеми, нели? Народски каже реума. Генерално да, настануваат и такви реуматични промени на зглобовите на тие мали зглобчиња на дланките и на стопалата, поради што настанува болка во функцијата, најчесто тоа е пратено со деформитети, рацете знаат да се деформираат, така да проблем кој што да речеме нормален за возраста. Предпоставам дека господјата ги користеле рацете на цел свој живот, почнувајќи од најобични домакински работи па до тоа во зависност од професијата. Така да проблемот е тој, третманот би бил со физикална терапија, масажи, бањи. Така, значи совет да појде прво на доктор, како Безборно што вели, на доктор, да. Да видиме што, да добие соодветна дијагноза, понатаму има решение за тоа. Процесот на дегенерација не можеме ние да го спречиме, меѓутоа можеме да го ублажиме, да биде тоа што подолг период. Одличен совет. Застанавме кај повозрастните. Така, значи кај повозрастната популација, значи не може кога ќе кажете гериатриска травма звучи грубо како термин, не е тоа гериатриска травма, нели? Меѓутоа сепак тоа е травма кај повозрастни луѓе. Да не се навраќаме на претходниот дел разговорот. Зошто настанува? Објаснивме, треба да ставиме на кантар што добиваме, што губиме. Значи возраста е еден фактор, друг фактор е дали тој пациент конкретно веќе земе фрактура на колк. Значи дали тој пациент пред таа повреда се движел или не. Дали бил залегнат во кревет или не. Дали се движел 100, 200, 300 метри или сега има луѓе на 70 години кои што пешашат. Има луѓе на 70 години кои што играат можеби не голф, меѓутоа нели. На крајот на криштата и да не играат голф, треба да се движи со внуци, да шета, да прави. Значи 70 години е за мене млад пациент. Значи таа фрактура треба соодветно да се третира за да се мобилизира што побрзо, да се вертикализира што побрзо, за да се врати на нормално функционирање. Ќе се врати на нормално функционирање, меѓутоа да не залегне. Значи дури и кај возрастните пациенти, конкретно сега има пациентка која што е 89-90 години, која што има фрактура на колк. Она претходно се движела до тоалет, до кујна, значи обавувала нормални функции. Да, има и еден куп пропратни болести, срце, диабет, све. Ако вие колкот не го оперирате, ако не ставите субтотална протеза, односно вештачки колк, тој пациент, таа пациентка треба 6 недели лежи во кревет. 6 недели здрав човек да го ставите да лежи во кревет, па можеме да се слушат еден куп работи од типот на рани на грбот, декубити, до пнеумонии, до све. Така да, знаете, кај тие луѓе можеби единствената шанса да им се пружи шанса е да се оперираат. Затоа што после самата операција пациентот е станат вториот ден, со дубало се движи, значи на крајот на кришта нема болка, се врти во кревет, значи му се дава шанса. Да, операција. За нас е рутинска, меѓутоа за пациентот е стрес. Дали ќе издржи или не? Затоа вам треба да се стави на кантар, треба во разговор со пациентот, во разговор со фамилијата да знаеме што добиваме, што губиме. Кога се работи за долни екстремитети. Кога се работи за горни екстремитети сме малце поконзервативни, затоа што нели раката и да зарасне малце накриво или вакво можеби ќе функционира, ама ќе се движи. Значи нема да залегне во кревет, нема да ги имаме сите оние пропратни компликации. Така да, сепак тука е комплексност на проблемот и решението право да се избере. Така, имаме еден нетрпелив гледач на линија. Ало, ве слушаме, добар ден. Ало, добар ден. Ајде, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Ве молам едно прашање. Ајде, ве слушаме. Работи за едно малецко дете од не малецко 7,5 години. Пред 2 недели падна. Го однесовме на снимање и ми рекоа дека имат истекнати лигаменти, а детето уште ми кривит. Нема никакво подобрење. Ни дадоа една мас и шуруп за пиење. А детево ништо нема подобрување. Како да се онагледиме со него сега? Али стигнувани лигаменти на кој дел од телото? На горе кај кичмата долу, кај... Каде се? Ребетот, претпоставам, така? Кај кичмата и во ципата. Во ципата. Добро, а детето паднало, се удрило? Да, падна, се удри пред 2 недели, ама уште детето криви. Ни вика нема ништо, а детето уште криви.
Значи 2 недели е период во кој што нели се очекува полека да почне подобрување, значи со соодветната терапија што ја препишале колегите треба да се види како ќе оди во наредниве 7 до 10 дена, па да се евентуално доиспита да се види што е Да како. го чекаат уште малку. Па да, уште некој ден да пошто тепак треба таа терапија што е препишана да делува. Почекајте значи уште малку, па ќе појдете повторно кај докторот кој што ви ја препишал терапијата. Добро, Разговаравме нели за изборот на третман, нели дојдовме до делот каде што никој не ќе се оперира, нели поготово возрастните луѓе не секогаш ги издржуваат операциите. И тука треба да се стави буквално на кантар што добиваме, што губиме. Ги разграничивме горните и долните екстремитети затоа што долните се поспецифични, значи тој пациент мора да лежи. Кај горните екстремитети и не секогаш мора да се брза со интервенција и се препорача. Значи и со гипс ке зарасне коската, да, можеби ќе има мал деформитет, меѓутоа таа рака ке нели ке возрастни луѓе, барем ја сигурно, значи рацете треба да може да се храни, да може да оди во тоалет и да функционира. Ако тоа го добиеме со имобилизација, со гипс, па и не секогаш треба. Нели, па ќе кажем доколку фрактурата го дозволува тоа. Кога сме кај долните екстремитети, кога треба пациентот да лежи 6 недели, тоа е веќе па покомплицирано. покомплицирано, што за 6 недели ви кажам, здрав човек да лежи пак има проблеми, а не возрасен кој што има пропратни. Да, предпоставувам и рехабилитацијата е така, на тој принцип, врзана е со годините и секако тежината на повредата. Врзана е со годините без збор, тежината на повредата си има свој удел во рехабилитацијата и токму затоа и рехабилитацијата да се ја спроведуваат колегите физијатри во одредени центри и услови. И е процес кој што трае. Раната рехабилитација се започнува уште во самата болница со соодветна мобилизација, ние тоа го велиме најпред мобилизација па вертикализација, и таа е онаа рана рехабилитација, а понатаму понатамошниот дел од рехабилитацијата се тера во соодветни центри. Бањите се составен дел од таа рехабилитација, не може да ги исклучиме, поготово кај повреди на долните екстремитети, каде што самата вода, самите базени си имаат свој удел во што побрзо раздвижување, мобилизација и враќање во нормално функционирање. Таа рехабилитација е еднократна, зборувам за бањите, физикалната терапија еднократна или во некој период континуирано треба да се... Многу ретко еднократна, да, понекогаш некои пациенти после 7 до 10 терапии, оно колку што ќе одреди колегата физијатар, се враќаат во нормално функционирање и не им треба. Понатаму се тераат сами фитнеси, теретани, точаци, раздвижување, рекреација, едноставно не им треба. Има пациенти кои што им е потребни повторна рехабилитација, дури по еднаш до два пати банско лекување за да се вратат во нормална функција. Тоа е индивидуално, а во таа индивидуалност нели покрај факторот пациент, факторот повреда мора да се земе во предвид. И на крај нели факторот третман, хирургот како да одлучил конзервативно или оперативно. И факторот третман е многу битен, нели. После соодветно добро завршена интервенција, рехабилитацијата може само да иде напред. Меѓутоа, ако не е соодветно завршено првиот дел, може само да викаме ти на рехабилитација ништо не сме направиле. Треба да видиме кај е проблемот. Така. Тоа рехабилитацијата за спортистите предпоставувам дека е различна од другите. Да, значи рехабилитацијата кај спортистите сосема посебно како и третманот кај нив што е различен, така и рехабилитацијата е различна, затоа што сепак тоа се луѓе кои што од тоа живеат, од тоа заработуваат и што побрзо сакаат да се вратат на терен и што подолго да бидат на терен за да можат нели да ги извршат своите професионални односи. Кај нив рехабилитацијата е специфична затоа што веднаш после повредата започнува и да не се третира хируршки, веднаш после повредата започнува. Кај нив, па и кај сите спортски повреди има формула RICE која што вика Rest, Ice, Circulation и така натаму, која што се применува уште од самиот на терен, значи се повредува и од таму започнува рехабилитацијата. Добро, кажете ми, бидејќи нашата тема е повреди и скршеници, не ги споменавме меките ткива, како тие се третираат? Меките структури, тетиви мускули, кои што исто така ги има многу во човечкиот организам, се подложни на повреди исто како и скршениците. Тие се многу не се поретко, се исто така чести, меѓутоа многу почесто се третираат конзервативно. Кај руптури на мускули, тетиви, да, има оперативни третмани, се шијат, се прави оно што треба да се направи, меѓутоа кај оние делумни руптури на мускули, хематоми и стегнување, сето тоа оди конзервативно.
тука има многу голем удел физикалната медицина и враќањето, односно третманот на тие мекоткивни повреди. Понатаму, во друга прилика ќе разговараме за повредите во самите зглоби од типот на рскавици, лигаменти, менискуси и сите тие работи, кои што се посебен дел во спортската травматологија и во... Така. Добро. Имаме гледач, ајде да го чуеме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до гостинот. Имам дискус хернија. Прашањето ми е, повредени ми се пршпеви, ако можам на брзина да кажам, L3, L4 и L4, L5. Нешто се споменува овде кај L3, L4 од 3 до 5 мм, на германски извештај од Брайтер, а доле вика 5 мм до 7 мм повреда. Не знам како да објаснам, значи тие два прштена. Го посетувам доктор Ангел Джамбазов, во Скопје, терапија, меѓутоа за жал не сум задоволен каква терапија ми е потребна. Сум бил и на бајна во Негорски бајни, првмица сум бил на физикална терапија, електротија терапија и така, меѓутоа за жал неколку години период проблеми, не можам да одам, отрпнем и целото тело од половината надоле до нозите. Благодарам, пријатно. Значи, дискус хернијата е проблем кој што се јавува кај сите. Хернијата е еден дискусот кој што наоѓа помеѓу прашленските тела, притиска на околните нервни структури и ја дава таа болка, трнење на прстите и неможност за движење, како што кажа пациентот. Со оглед на степенот, претпоставам дека извештајот направена магнетна резонанца која што дава една соодветна диагностика. Можеби треба да се направи едно електромиографија, односно испитување на нервите, да се види што кој степен точно се оштетени. Физикалната терапија е прва опција за третман, конзервативен. Доколку тоа не иде понатаму, треба да се направи соодветна консултација. Доколку прогредира процесот, можеби треба и хируршки да се интервенира. Тој дискус се отстранува хируршки, за да не притиска и односно да помине болката. Сепак тоа е избор кој што пациентот заедно со докторот го договара. Доколку физикалната не помага, треба да се размисли или за промена или друг тип на физикална, или понатамошна физикална, да видиме можеби не се доволно терапии. Ако и тоа не помага, треба да се направи овие испитувања што ги спомнавме, па да се види, можеби треба да се смени третман. Добро, и еве да завршам со едно народско прашање, да речам, скршеница која што е третирана, помината е рехабилитација, промена на време, врне, облачно е, луѓето реагираат. Зошто е тоа така? Значи, тоа е прашање кое што јас нема да ви дам точен одговор, зашто не го знам одговорот. Значи, кај повредите кај голем процент од повредите, кај скршените, да, реагираат на промена на време и они знаат пред метеоролозите дали ќе се смени времето. Точно медицински да ви објаснам, не би знал да ви кажам, едноставно така реагираат. Значи нема врска со медицината, дефинитивно. Не ме прашувате, не знам точно. Добро, еве да фатиме еден доктор што не знае, да ви се шегувам. Тоа е, знаете, вие многумина има таков проблем. Ме врти коленото, ме боли, така, тоа. Да, вистински метеоролози се луѓето кои што имале некоја повреда, скршеница. Останува уште на крај да ви подарам нешто од Color Media, издаваштвото, руски доктор, лековите билки и испрати рецепт. Доколку сте гурман, ќе имате што да прочитате, а и нешто што е надвор од медицината, билките, повелете. Благодарам, ќе сготвиме нешто. Да, може. Ви благодарам за учеството во емисијата и се гледаме со друга тема. Благодарам за поканата, што еднаш ми беше задоволство.